Почитувани, добар ден! Во денешното издание на неделното попладне ќе позборуваме малку за најновата книга на Денис Јанкуловски, познат како Космонаутко, и неговата книга е Авантурите на Космонаутко. Гледајќи низ, добар ден Денис. Благодарам на поканата. Така, кога ве прашав и пред да влеземе во студио дека листајќи низ медиумите, најдов на информацијата првата прозна книга на Космонаутко, но вие ме поправивте дека всушност тоа е вашата прва книга воопшто. Па еве како се чувствувате кога враце може да ја имате вашата прва книга, кога она што излегло од вас како размислување, како ставови, впечатоци во текот на долгиот корона период, го имаме сместено помеѓу корици? Прво благодарам на поканата и можноста да ја презентираме книгата и преку вашата телевизија. Чувството е, не знам, секогаш кажувам, особено во вакви моменти, некогаш кога ќе се случи ваква некоја убавина, викам, кога би ги кажал сите оние најубави зборови, се она што би значило како се чувствувам, веројатно пак ќе недостасува оној вистинскиот збор да биде се објаснето. Прекрасно е чувството, значи, како што спомнавте, првата прозна книга, мене многу беше интересно кога со издавачката куќа, како што ја најавија, нели, првото дело, викам, баш некако како да е предизвикувачки, да има и второ на таму дело. Ќе видиме, здравје Боже за сето тоа, меѓутоа во секој случај прекрасно е чувството затоа што се она што се случувало, мене ми се случувало, значи ова се мои случаи, мои настани, ја што сум ги доживел, се собрани во една книга. Сега ќе ви кажам како можеби би го опишал најпластично чувството. 6 мај беше денот кога беше потпишувањето, значи промоцијата се уште не е помината, ќе биде на 27 мај официјалната промоција. И сабањето кога станав, кога седнав да пијам кафе и само си реков, јас денес ќе потпишувам книга. Некој да ми речеше порано дека ќе дојде ваков ден, кога на саем на книги, кај што има огромни издавачки куќи, наши познати, кај што има огромни идејци, творци, писатели доаѓаат таму, значи некои врвни имиња, и јас меѓу нив. Така да, тоа е тоа чувството што го нема зборот, а многу опишува всушност. Како дојде до книгата? Чија беше идејата? Некој ве предложи дека она што се случуваше, тоа што вам ви се случи, треба да излезе во книга, или вие самиот свативте дека ќе исчезне некаде во интернет просторот ако не остане забележано? Знаете како беше, нели? Јас во книгата се всушност собрани сите оние некои најчесто постови кои што ги ставав на Facebook, на социјални мрежи, и често ќе имаше коментари, нели, ќе прочитаа луѓето, затоа што има и убави, има и неубави моменти, секако короната се имаше, за жал, во незе. И ќе ми рече, ова треба книга да биде, во ова треба да се издаде, ова, и се, добро, во сето тоа, нели, супер звучи, меѓутоа мене ми личеше нешто многу далечно, нешто многу комплицирано, дека не е така едноставно само, сакам книга и ајде ќе имам книга. И сега цело време, нели, провејува тоа посакување кај секого, дефинитивно и кај мене бубачката ми ја ставија, и сега си викам, ајде можда ќе излезе некоја шанса, ќе има нешто прилика. И се случува во една месенџер порака од моите драги пријатели Марија и Дејан од Прозарт медија издавачката куќа, тие само пиша зошто да не ја издадеме книгата. И толку беше едноставно, веќе од таму тргна сето тоа. Натаму беше многу лесно. Пак ќе кажам, не знам, нели, не сум во тој филм, не знам што значи издавање на книга, меѓутоа во однос на содржината беше веќе концепирана. Весна, драгата моја пријателка Весна Костовска, лектор, го сорочи незиниот стручниот дел, нели, за да личи и да се чита, да звучи едноставно како што треба да биде. И сето тоа едноставно е во овие денови, неколку, да речам веќе десетина дена како е од саемот наваму, ја виде и светлината на денот, што навистина многу ме радува. Ви беше ли тешко да ги селектирате текстовите, затоа што знаеме колку е напорно да се листа наназад низ социјалните мрежи, низ профилите, па колку време ви требаше да го соберете сето тоа? Јас сите тие што ги имам пишано, некако како да имав предчувство дека треба да ги собирам на едно место. Така да, меѓутоа секогаш, нели, кога сите се собрани... паралелен дневник. Да, паралелен дневник, да.
Меѓутоа секогаш нели кога го читаш тој вториот дневник, секогаш мислиш да не случајно си пропуштил нешто да заштитиш нели од социјалните мрежи, дали како слика, дали како пишена форма, меѓутоа пак некако ги поминував. Имаше многу случаи, многу настани кои што требаше да се соберат во книгата. Мислам дека успеавме барем 90% да ги собереме, да може да едноставно да се види како било, што се случувало во текот на короната. Нели, јас тоа директно го доживав, меѓутоа сакавме преку оваа книга некако да допреме, не да почувствуваат, меѓутоа од прилика да видат што значеше еден работен ден на медицинско лице. Значи, јас земав брисе, меѓутоа имаше многу медицински лица кои што беа во здравствени установи каде што и потешки случаи и ситуации ги има, така да ова е нешто од прилика во тој поглед. Меѓутоа, знаете како, беше обемно да се собере, нели да се најде, да се собере се уедно, меѓутоа кога знаеш дека тоа го прави за нешто убаво за книга, мислам дека не ми беше воопшто тешко сето тоа да се направи. Често пати кога поминуваат настаните кои што можеби и длабоко не допреле, кои што извршиле силно влијание низ нас, но кога им се навраќаме, ни се чини како тоа да му се случило некому друг. Како вие се чувствувавте кога ги извидовте вака собрани сите овие настани во книгата? Имате ли чувство дека тоа не бил овој Денис кој што денес ја држи книгата в раце, како некој друг човек да го доживувал сето тоа? Да, ова е многу интересно и убаво прашање, зашто до сега никој не ме прашал и баш овој момент е она кое што укажува како кога ќе собереш на едно место, кога ќе ги читаш овие, буквално како да знаеш дека се случило, знаеш дека тебе ти се случило, ама буквално како ете така, некому има доза нереалност. Да, има доза на нереалност, едноставно затоа што се ни беше некако чудно, како нереално, невистинито, беше премногу долго, бевме исплашени, во стрес бевме цело време, се бориме од една страна со некој невидлив непријател, не знаеш, не го гледаш, не знаеш како ќе те нападне, не знаеш како да се одбраниш од цела ситуација. И дефинитивно колку и да сакаме, прво не можеме да го заборавиме и да го избришеме тој период, иако нели посакуваме да го снема, меѓутоа тоа е реалност, тука беше. Меѓутоа баш буквално така, од една страна сега вака кој ќе си разговараме или дома или со пријателите, дал ни се случи, дал вистина беше сето тоа, како некоја мистерија буквално да беше, ама за жал вистина беше, едноставно тука беше цело време. Спомнавте дека бевте на сајмот на книгата. Како е чувството кога ликот кој што ние навикнавме да го гледаме изминатиот период на социјалните мрежи, по медиумите, го среќаваме со книга? Имаше ли интересни ситуации со граѓани, со читатели? Да, дефинитивно тој ден прво кога отидов на сајм, нели секогаш сум од другата страна, сум оној кој што шета, кој што разгледува, кој што купува и се најнаш доаѓам на штандот и се гледам себе си, нели, ја гледам книгата внатре од другата страна и застанувам од другата страна едноставно затоа што нели доаѓаат познати пријатели, доаѓаат за да купат книга, да добијат автограм, да посвета некоја да се напише. Многу убаво е чувството затоа што имаше и луѓе кои што не ги познавав, едноставно доаѓа, бидејќи беше тоа нели најавено сепак во тој период дека јас ќе бидам таму да подпишувам книга. Прашува кога ќе биде промоцијата, имаше луѓе кои што нели не успеваат да стигнат, па и били пред тоа, ќе се пофалеа, купиле книгата, така да чувството многу интересно, едноставно си на некое место каде што никогаш не си помислувал дека ќе бидеш, како мене беше како некоја друга димензија. Како да значи од една страна како се смеев јас и со издавачка куќа, викам дневникот на космонауткот да не треба, викам и во скафандер таму да бидам, нели, за да се долови вистинскиот момент, нели, поавтентично, меѓутоа тоа се беше на шала на семеја, затоа што никој не сакаме веќе да се гледаме, ниту да се облекуваме во скафандери. И тоа беше прекрасно чувството. Мислам, реакциите беа фантастични, дечине доаѓа, сакаат да се сликаат. Луѓе имаше, пак ќе кажам, поминува некој што не го познав, нели. Обично очекуваме од нашите луѓе сето тоа да биде од познатите луѓе ќе дојдат, роднини, пријатели, тие ќе купат, меѓутоа поминува и некој непознати кој што ќе дошол намерно со намера да купи и ќе ми речеше, например, подписот или автограм за посвета за Мартина, за не знам, за Сашко, за било кој да биде.
што навистина мене многу ми значи, така да мислам дека луѓето ќе увидат дека оваа книга е едноставно лесна за читање, во смисла сега лесна, знаете како има и тешки моменти, неубави моменти, дефинитивно тоа, меѓутоа не е книга која што се осврнува на вистината, на невистината, на сите оние работи, дали имаше, што имаше, како имаше, значи ова нема врска со тоа, едноставно ова е само она што јас сум го доживеал и претпоставувам поголемиот број од колеги. Неверојатно, вашиот дневник ќе биде дневник на едно време, нели, виден низ една лична перспектива и сигурно сте свесен за тоа што имате и потврда за тоа дека представувавте некој зрак светлина во еден прилично непознат и не многу симпатичен период за сите нас. Но како вие се најдовте тој витез во оклоп кој што требаше да биде светлината на тој прилично мрачен период? Да, многу прилично лош, тежок, мрачен и долг период, дефинитивно. Она што прво само за книгата би дополнил токму тоа што е целта и на книгата, од една страна да биде некој вид пишан документ за едно време. Да, тоа е всушност, тоа е. Да биде тоа со тоа што понекогаш генерации после години, децении, на пример, кога ќе зборуваме ние како дедовци или нашите деца како дедовци, што било тоа со корената, и едноставно еве некој ќе може преку ова да покаже дел. Значи не може се да се увиди, меѓутоа сепак да се увиди. Што знам како сето тоа испадна, знаете како конкретно кога беше короната, имаше еден период нели кога бевме во карантини, оние периоди кога бевме, јас кажувам сите бевме, меѓутоа ние со работата не бевме ни еден ден во карантин. И сега нов момент е, седиме сите затворени дома, нели најнаш треба секој се излегуваме на работа на училиште, меѓутоа најнаш сите сме тука и сега што треба да правиме, како да се снајдеме, некој се прашува што да се прави, како да се прави, да играме некоја игра, 5 дена ли ќе играш играта, филмови да гледаме, не знам што. И јас од една страна викам ај сите да правиме нешто што не би се осмелиле никогаш да го правиме, на пример јас тоа го направив со пеењето на Сабајде. Ми беше вентил мене едноставно во текот на денот да ми биде полесен наредниот ден, затоа што секој беше напорен на свој начин, некој повеќе, некој помалку. И викам, еве, на пример, ајде пејте, како мене, сега јас далеку од пеач сум, нели, меѓутоа луѓето увидува дека едноставно тоа беше направено само за забава, која што траеше, речиси, буквално како короната, 2 години, буквално секој ден, така наречено пеев. Значи, меѓутоа, она што сакав јас да направам, и мислам дека тоа беше моја лична проценка во тек на короната, мислам дека недостасуваше многу нешто што не е поврзано со короната. Значи, малку мислите да ни ги оттргне. Јас често неколку пати напишав постои во смисла, да речеме, телевизии или било што некои имаат, например, стари документарни работи, стари театарски представи, нешто што малку ќе ги оттргне мислите на луѓето. Така да, мислам дека тоа недостасуваше, се обидов со тоа мое, така наречено, пак ќе кажам, пеење, барем 5 до 10 минути луѓето во текот на денот да не помислат на тоа. Ја видоа искреноста во тоа што сакав да го направам, видоа дека едноставно сакам и себе си да си го направам забавен денот, меѓутоа и едноставно и некому да помогне. Реакциите беа фантастични во смисла, навистина многу ми значеше кога некој ќе ми напишеше дали во порака, дали вака или ќе се чуевме, ќе се видевме, ќе ми речеше многу ми помогна. Се од една страна, знаете како, од една страна јас сметам дека што не сум направил нешто посебно, нели сум испеал 2-3 минути, сум ги ставил на Facebook, меѓутоа очигледно дека сепак помагало нешто тоа, така да тоа е тој момент веројатно кога се издигнав до негде, да речам, да. Изгледавте смирен, опуштен и ведар, но имаше ли притисок? Бидејќи свесни сте дека медицинските лица, одредени професии не застанаа во, мислам тоа бевте на првата линија. Да. Ова е повеќе од да се оди на работа, туку едноставно постојано си присутен, постојано си на повик. Меѓутоа, како се носевте? Што чувствувавте? Ја навлекувавте ли маската ведрина врз себе? Врз стравот, врз неизвестноста, затоа што не знаете со што ќе се соочите. Како се натеравте? Најверојатно силна мотивација и прилично
играње одредена улога Да. за да бидеш посилен од останатите. Да, дефинитивно имаше многу моменти кои што, нели, прво затоа што не знаевме со што се Така е. соочуваме. И сега ти ако не знаеш ти како да се припремиш, како што да правиш. Меѓутоа, кога мене ми рекоа колегите дека ме превзедоа од друго одделение во Центар за јавно здравје, ми рекоа од утре си во скафандер. И мене ме беше јасно само дека ќе бидам во скафандер. Значи не знаев ниту колку ќе трае, ниту колку ќе биде работно време во текот на денот. Ни каде ќе одиме, ни колку ќе одиме, ни ништо. Едноставно, јас се наместив со тоа дека јас почнувам во 7 сабајле, некој пат и во 6 беше, не е битно на крај. Почнувам одредено време. Кога ќе завршам, каде ќе бидам во текот на денот, едноставно не се оптеретував затоа што ми требаше исклучително голема концентрација, прво затоа што нели прво самиот така нели оној невидлив непријател. Друга работа, имаш протокол на облекување и протокол на сооблекување, протокол на начин на земање брисеви, а за да го правиш сето тоа како што треба, што не си го правил нели до сега, дефинитивно прв пат го правиме, мора да бидеш концентриран. Се она што од надвор би делувало, без разлика што и да е. Дали се работи за некој напад од некој што ќе не видеше во скафандер, па ќе не исцуе, ќе не вика, не знам што ќе кажа. Меѓутоа јас за мене сватив дека едноставно сето тоа само да се игнорира треба, затоа што влезеш ли во конфликт, почнуваш ли да излегуваш од таа рамка на работниот момент, веќе ќе ти се одрази дефинитивно на работата. Страв, кој ќе ме праша дали имаше страв? Дефинитивно страв имав. Значи, со секој бриз, дали првиот, дали последниот, не е битно. Затоа што стравот и ме одржуваше да ја направам работата како што треба. Фокусиран, дефинитивно. И сето тоа, затоа што најлесно е да се направиш мангуп, да речем, од една страна, да речеш, абе, нема проблем, ќе одам, ќе земам бриз, ќе си одам. Меѓутоа, прво за мене, втора работа имам јас дома семејство. Значи, сопругата, децата, трета работа, од тој бриз кај што сум бил потенцијално заразен, јас ќе одам кај друг нареден, значи во текот на денот сме оделе по 20, по 30 локации. Значи, мораш да бидеш едноставно концентриран, мораш професионален во работата да бидеш. И таа маска што ја спомнавте, таа маска на ведрина. Еве ќе ви кажам како ја ставав таа маска. Например, одам негде каде што има дали се работи за двајца починати од корона во семејството, па треба да се земе бриз. Дали се работи за некој во терминална фаза од рак кој што навистина во тешка состојба сето тоа. Тоа се моменти кои што утепуваат од една страна. Значи емотивно не може човек да рече не ништо, окей, добро и си отидат. Значи дефинитивно. Меѓутоа, кога ќе завршам јас со тој налог за бриз, нареден гледам дека ми е некој детенце кој што го чека космонаутко. Значи го чека космонаутка да дојде, чека насмеан, чека ведар лик, некој кој што ќе му каже смешка, кој што ќе направат муабет. Што значи, излегувам од претходниот дом, ја завршувам работата и ја ставам другата маска, колку што може. Значи, сепак, затоа што нема смисла да отидеш кај детенце кој што е така буквално вака озарено те чека и ти сам ајде, так земи и да си одам. Значи, сепак секој мора да си го најде моделот некој. Значи не е тоа урнек, не е нешто моделот на Денис дека е тој правилниот вистинскиот модел и секој може да го примени. Едноставно секој треба кај себе да си најде модел на кој што ќе се справи со некоја ситуација. Нема дефиниција, нема. Предпоставувам дека во ова влеговте спонтано. Да. Не размислувајќи кој знае колку, туку едноставно така ве понел моментот. Но дали најдовте нова смисла во тоа што го правите? И некои нови видици дали ви се отворија? Да, дефинитивно. Нова страст кон, не знам, кон помагањето, кон вклученоста во општеството, не дека претходно вие имате долги години на активности поврзани со... Меѓутоа, друго поле беше, буквално ова, искрено да ви кажам, мене многу ме израдува кога ми кажаа колегите дека ќе го работам ова, затоа што од секогаш јас сум сакал да помагам на луѓето. Значи, без разлика за што се работи, а поготово кога се работи за здравје, за зачувување на здравје, мислам дека и поготово затоа што сум медицинско лице, односно тоа е работата на медицинското лице во оваа конкретна ситуација, и едноставно мислам дека ми беше како кецна десетка. Самата професија, јас сум медицински техничар или сестра, како што некој пат на шала на смеа го кажувам,
Значи тоа е професијата за мене е навистина прекрасна, јас ја обожавам таа професија, си сакам да си работам, го работам тоа што сум го учил, што сакам да го работам и се е еден вид учење од една страна. Значи и самата корона не научи и мене, веројатно и многу луѓе, на пример, нови перспективи во смисла дека многу едноставно можеме да се оддалечиме, на пример. Значи има и позитивни работи, во кој смисла јас стекнав доста пријатели, малку се популарноста дефинитивно ете таа кој ќе кажат популарен си, дефинитивно ми годи популарноста. Нема човек кому не му годи, ама оние моменти кои што ни покажа короната како што се оддалечивме едно од други, како што ги потиснавме вистинските човечки вредности, особено емпатијата и помагањето, што за жал многу се покажуваше. Сами знаете, не мора да кажувам примери каде што луѓе кои што имале корона ги гледаа како или позитивни. Ако одевме ние, на пример, ако влезам јас во некоја зграда, на пример имаше една ситуација, тоа многу ме изненади и разочара, каде што кој е, ке кого е, кажи ми ке кого е, во кој стане, кој спрате. Викам, зошто ти значи тебе кој е, прво што ние одевме на тестирање, тој не беше позитивен, значи не мора да е позитивен. Ама да знам да се заштитам, повикам и без тоа ти треба да се заштитиш. Значи не ти треба да видиш некој дека можно е да е позитивен и да е заразен, па да се штитиш. Имаше секакви моменти. Сметате ли дека може би се направи некаков информацијски јаз, што толку контрадикторни информации имаше, толку луѓето различно реагира, дека може би не се изменаџира добро, затоа што имаше голема доза на недоверба и тој целиот притисок што се создаде, едноставно луѓето од толку страв почнаа и да појавуваат отпор кон мерките и кон ковидот генерално. Да, јас сигурен сум дека имаше информацијски јаз, имаше моменти кога едноставно на луѓето не им се не вистината, туку едноставно не им се објаснуваше, не им се кажуваше. Требаше сега по мене тоа јас нели лаички од една страна верувам дека некој многу потемелно тоа ќе го изанализира, не дај Боже да треба за наредно да не доживееме вакво нешто пак. Меѓутоа, мислам дека недостасуваше вистинскиот начин на информирање. Не она сувопарно, имаме толку починати, толку заболени и толку тоа да биде секој ден. Тоа го имаше, тоа во ред, тоа како статистика мора да излезе. Меѓутоа, малку да има пристап кон народот, да му се да се објаснува. Значи, никој не знаевме што е, не дека ќе се каже короната е тоа, меѓутоа сепак да не се остави простор луѓето се што да размислуваат, се што да се оптеретуваат со некакви веб страни, со некакви информации, колку толку да може да се објасни целата ситуација, мерките, поготово со мерките, значи дефинитивно требаше малку мерки како мерки ќе речеме дека имаше моменти кои имаше добри мерки, меѓутоа ако имаш непочитување, мора да имаш казна некоја. Значи јас не викам кузе што да биде казната, ама ако е мерка која е казнива затоа што не се почитува, значи мора да имаш некоја казна. Ако ти не казниш еден, ако не ме казниш мене, ако не го казниш друг, тогаш веќе никого не можеш да казниш во тој аспект. Така да пристапот мислам дека секогаш беше многу неопходен. Јас поаѓам од себе на пример конкретно, пошто бев вклучен речиси во се од короната, значи и земањето брисеви, и вакцинацијата, и скринингот по училиштата што беше направен. И конкретно кога беше вакцинацијата, имаше некои постари пензионери ќе дојдат, ќе ми пристапеа, така буквално ќе ми рече, вика, сакаме тебе да те слушаме во смисла да ме убаво зборуваш, едноставно зборуваш. Не дека јас нешто правев посебно, меѓутоа мислам дека недостасуваше токму таа едноставност во одговорот, во комуникацијата со луѓето. И затоа се направија сите тие отпори во секој поглед, некако како да се правеа многу работи, се правеа како за да не се направат. Значи имаме, ама не знам, некако, што знам, многу измешано, кое што јас се надевам дека сето тоа ќе биде поука, не за нас, не за некои наредни генерации, него едноставно поука за секого, како можда не треба и не доволно се
се правеше. Така, да Затоа се што постапува, да се информира, да се комуницира со Тоа е граѓаните. тоа, со граѓаните да се комуницира, значи едноставно да, како да кажам, да се симнеш, малку да се симнеш меѓу луѓето, да им објасниш, да се каже, на пример, дека зошто е земањето брисеви? Брисевите, например, имаше случаи кога читав јас, дури мене ми беше, искрено да кажам, сега да не навредам некоја, навистина смешно кој ќе ми рече дека со брисот ние сме ставале некој, чипови сме ставале, сето тоа. И сега не можам јас на секој што земам брис, нели да му објаснам, меѓутоа тие од позадината, од сето тоа треба да малку да објаснат дека тие се истите брисеви, истите стапчиња што ги користиме и за бактерија, на микробиологија, значи не е нешто посебно, меѓутоа ете тоа недостасуваше така да. Велите, сте имале некои непријатни ситуации во текот на работата. Дали во сандачињата на твоите профили на социјалните мрежи се случуваше да најдеш и на негативни коментари, на навреди, нешто што ќе те извади некогаш од кожа затоа што си поминал исцрпувачки ден и ќе се вратиш со таков поздрав некој? Или за среќа или немаше. Немаше, за среќа немаше, мислам евентуално некој нели сепак луѓето ме познаваат дека јас ниту некого притискам, ниту некому на сила му велам вакцинирај се или не знам прави земај брис, едноставно разговорно беше сето тоа. Нели ќе се обидеше некој да ми објасни во месенџер, да ми прати некој линк или размислување дека тоа јас што го мислам не е точно во ред. Тоа е разговорот, значи нема навреди, нема напади, затоа разговараме, затоа сме различни во стави во размислување. Меѓутоа имаше една ситуација која што еве дури не сакам ни да памтам веќе, за жал малку беше од оние непријатните кога имаше баш говор на омраза, меѓутоа се заврши, се реши ситуацијата, се извини човекот, што во секој случај, ајде да речам и го ценам тоа, меѓутоа, пак ќе кажам, значи луѓето треба малку да сепак да внимаваат што кажуваат. Во рете да не размислуваш исто, во рете да нападнеш, во рете сето тоа, меѓутоа сепак треба кога ќе ме нападнеш со навистина неубав говор на омраза, рачуне дека имам јас семејство, имам жена, имам деца, има луѓе кои што родители имаме сите и сега секој ќе го прочита тоа, меѓутоа за жал кај нас малку изгледа лошо се подразбира слобода на говорот. Тоа е тоа и треба без очигледно, одговорности. Слобода без никакви одговорности. Да, буквално, не знам зошто едноставно е, многу едноставно. Тој што го кажува тоа страшно како говор на омраза, треба да разбере дека некој пат некој не го може да му каже истото. Значи може да ти се врати како бумеранг, стави со другата страна, ништо повеќе, ама. Ќе работиме. Спомнавте во неколку наврати дека за време на короната ви недостасуваа настаните на школка, што се организираат. Да. Имате силна врска со оваа заедница, со лицата кои што имаат некаква попреченост и вие се обидувате да ја прикажете колку сме сите ние исти, колку светот е прекрасен токму затоа што никој не е подеднакво ист како останатиот. Како се најдовте во целиот овој во тој филм, во таа друга димензија, некоја така некако јас така се кажам, да не се изразиме погрешно, да не сватат, меѓутоа тоа сепак е едно поинакво чувство кога ќе влезеш во еден толку емотивен свет. Да. Јас од секогаш некако себе си се барав да можам да помогнам на лица со кои што се ранливи категории, значи особено тоа и вашата професија го потенцира, нели? Плюс и тоа и професијата. Нели како дете се бараш, помагаш, ќе најдеш на некој дете, ние како барем јас сум 50 на години веќе кои што во наше време гледавме различности, значи дали беше АЦ, дали беше некој друг, едноставно гледаш дека е различен, меѓутоа не знаевме за што се работи, можда и тогаш немаше доволно информации, немаше доволно отвореност. Семејствата беа дефинитивно и позатворени од оправдани причини, најчесто тоа е сосема друга приказна. Меѓутоа, ете, како доаѓа времето, веројатно коцките треба да си дојде за се времето, коцките да се наместат. Случајно познанство со семејството Кардуло, кој што е прекрасно семејство, тие имаат една ќерка имаат со аутистичен спектар и тоа е всушност оној момент кога јас почнувам веќе малку по директно да влегувам во тој свет. Се запознавам преку незе, започнувам сакав да правам активности. Моите
Отформивме издружение, Аутизам АМК со неколку другари, пријатели и нашиот модел, нашиот колосек на функционирање е всушност организирање на активности, на настани, каде што сите деца ќе бидат деца. Значи нема да правиме разлика дали е во количка или не е во количка. Едноставно ќе покажуваме, успеваме да докажеме дека сите деца се деца, рамноправни, сите деца се со име и презиме, сите сакаат да растат заедно, да играат, да бидат заедно. И ние не треба да му даваме на некое дете, како и на секој индивидуа, да му дадеме некое право. Тој си го има тоа право, значи не сме ние некој кој што треба да даваме сега некому или да одземаме. Настаните супер се организирани, супер се посетени, нели со секој настан растеме заедно, растеме повеќе, растеме, се шириме. Она што мене особено ме радува е што токму децата се радосни, среќни, нивната преградка, нивната насмевка е едноставно најголемото богатство. Нема поголем подарок од насмеано дете, очињата разиграни и кога ќе дојдете прегарни. Но дефинитивно родителите, нивните семејства, кога ќе ни кажат дека си поминале прекрасен ден, нас многу ни значи, и родителите на децата со типичен развој, со оние кон кои што ние всушност и целиме да ги охрабриме, да дојдат, да се запознаат. Значи, еве, има. Сите сме на некој начин затворени за нешто. Значи, генерално правиме муавет. Меѓутоа, ние им кажуваме, не мора ништо да правите. Дојдете, за прв пат гледајте, видете како е. Ама, гледајќи ги како доаѓате за прв пат, ние знаеме дека веднаш се вклучуваат во таа дружба. Благодарни ни се што едноставно сме овозможиле и нивните деца да запознаат други деца. Тоа е тоа. Така да, тие настани се нешто што лично мене многу ме... Знаете како тоа го кажувам вака, работата медицинска сестра, техничар, нели, ми е мене професија, јас ја сакам, многу си ја сакам, едноставно, тоа е тоа вистинското во однос на професијата, меѓутоа, работата со децата, дружбата со деца, е тоа сум јас. Фактички, таму сум се јас, се надополнувам. И она што го правиме, мислам дека го правиме и за жал, има поместување, меѓутоа за жал не до толку што едноставно се уште мора да се бориме заеднички со неверојатно и не завршуваат тие предизвици. Постојано ќе има поле во кое што треба да се вложи повеќе енергија. Подготвувате ли нешто во моментов? Па сега завршиме, пред неколку дена завршиме со еден голем настан или на школка. Идеи секогаш имаме, секогаш подготвуваме, дали ќе биде во помала форма, дали во поголема форма. И една од идеите која што ни е заедничка веќе можда година дена, можда и година, еве две, е тоа ако успееме да направиме настани во други градови. Значи, да речеме еве во Струмица, да дојдеме во Струмица заеднички со локалната самоуправа, со градоначалник, со здружение од Струмица, со асистенти, со волонтери, со логистика, се да биде од градот едноставно. Ние сакаме да дојдеме се дружиме. Не сакаме да се наметнеме некому, да дојдеме сега, дојдоа еве од Скопје и ќе прават настан тука. Значи, заеднички сето да биде тоа, да покажеме дека деца со атипичен развој и деца кои што сакаат да растат заедно има на секаде во Македонија. За жал не само вакви работи, многу работи очигледно само Скопје се случуваат, што навистина мене многу ми е криво, можда е таа грешна некоја политика генерална државна, меѓутоа еве ќе се трудиме ние да направиме така наречен караван на љубовта, еве може да го наречеме. Караван играме заедно. Одлично. Добивте 3, мислам дека награди за кои што ја потврдуваат, односно кои што потврдуваат дека е препознаена и ценета вашата хуманитарна работа. Каква обврска чувствувате со тоа што сте издвоени како човек кој што е носител на добрата мисла, на добрата енергија, на доброто дело во општеството? Обврската е само да продолжам понатаму, значи, со тоа што го работам, на начин на кој што го работам, дефинитивно, затоа што штом е вреднуван, штом е ценет како успешен, како показател дека може и треба и како треба да биде, значи тоа е вистинскиот пат. Секогаш нели кажуваме дека ќе се вложуваме повеќе максимално, ние иако мислиме дека последниот пат, да речеме последен настан или последно се што сме направиле, дека тоа навистина многу сме направиле, очигледно секогаш може повеќе. Со сите оние што ми се другари, пријатели, навистина многу ги има, едноставно обврска е и да продолжиме затоа што ние обврска најмногу пред дечињата, значи тие се оние кои што се вистинските судии.
тие кажуваат дали е нешто добро направено, ако не е едноставно да ја увидиме грешката, меѓутоа искрениот пристап секогаш е успешен кај децата. Еднаш ако ги излажеш за нешто, еден минус ако добиеш, ти требаат многу време за да се вратиш повторно на истата позиција, да ја добиеш таа доверба. Така да огромна обврска, огромна задача, меѓутоа многу убава и многу пријатна и нималку тешка задача за да продолжам понатаму како што и досега било. Верувам, така и изгледа. Да. Бидејќи го започнавме разговорот со нашиот повод, односно новата книга, јас би сакала и да заокружиме во овој манир. Меѓутоа, едно прашање кое што ме така заскокотка, кога најчесто ги пишувавте статусите? Дали кога останувавте слободен или понекогаш ви се јавуваше потреба или најчесто потреба кога ќе излезете од некоја ситуација и силно сте мотивиран да споделите некое ваше чувство, некое ваше доживување со останатите? Знаете како беше? Да речеме, имаше денови кога едноставно, да речеме, ќе одиш, ќе се прибере в 4, 5, 6 саат дома, сопругата ќе ме пречекаше, ручекот, малку во тишина, нели едноставно не зборував, и таа знаеше дека треба одмор, едноставно треба одмор. И но и рано си легнував, долго време и рано си легнував. И сега некој пат се случуваше нешто, да речеме нешто случка од денот кој што ќе биде во кратки црти, меѓутоа останата е во меморија. Во кратки црти да ја запишам колку да не ја забора. Јас главниот момент, нели, оној пошироката слика од целата таа приказна ја памтам цела како беше. Меѓутоа, дали ќе биде напишана во 7 вечер, дали ќе биде во 4 сабајле кога бев стана, дали некој пат на работа која ќе стигне веднаш ќе запише, секогаш кога ќе имав можност, запишував на некој начин, затоа што едноставно сакав, прво за мене сакав да биде сето тоа останато, значи јас имав нели идеја да биде останато запишано, можда јас ќе си го испечатев сето тоа, меѓутоа ете излезе прилика да излезе и книгата, буквално да биде запишано, да биде во еден дневник. Имаше ли ситуации некои ваши настани да бидат објавени пред да ги споделите, да пример, дома? Да ти рече сопругата, па ова не си ми го кажал. Да. Па можда имаше, не се сеќам на вистина, можда имало ситуација. Зато понекогаш ли поривот да се остави трак од она што се случило е многу силен. Да. Ви остана ли дисциплината? Тоа е, верувам, и дисциплината се запишува. Запишувате ли се уште? Па да, запишувам сега, нема толку нели реакции, меѓутоа нема ситуација, меѓутоа интересно е што всушност верувате, баш се приметив пред некој ден, има случаи кои што отпосле ќе ми дојдат. Значи има кои што не сум ги запишал, нели, биле потиснати, има и убава ситуација, и неубава ситуација, има секоја ситуација, така да веројатно може да ќе има и многу интензивен период беше, да. А сте размислували ли да направите можеби книга на останатите активности што ги правите, особено и со вашето здружение, затоа што веројатно низ фотографиите може да се направи приказна за секој настан? Има, навистина, и тоа го помислувам цело време правиме муабет и со пријатели, со другари, да биде, ете и тоа некако да биде ставено во книга. Баш документирано, како што рековте. Да, документирано. Од една страна има веќе 4 големи настани што сме направиле, вкупно 22 настани. И сега си викам да ги ставиме во книга, меѓутоа па другиот да не некако, ама веројатно за се треба време да дојде. Да се изфилтрираат нештата. Да, како што си дојде оваа книга, како што ќе дојде здравје Боже, тоа е веќе јавно, значи тоа не е тајна, иако има и уште една тајна, две, меѓутоа тие ќе ги откриваме како ќе доаѓаат. Веќе и подолго време, односно веќе мислам дека е во монтажа, како се вика тоа стручно, и документарен филм за моите случувања, кој што го прави, го режира мојот драг пријател Дејан Пројковски, меѓутоа јас увидов и секогаш сум како се вика поборник да нема брзање. Значи јас сакам кога ми кажа на пример е кратко уште ова Пројковски, кога ми кажа документарец, викам леле супер сето тоа, кога ќе биде, не е битно, месец, 2, 3, 4 години. Меѓутоа поминува време, очигледно треба време. Треба да излезе кога треба да излезе. Толку е тоа. Значи нема брзање, едноставно животот е пред нас, а кога се работи за нешто убаво, вреди да се чека. Добро, ние имаме барем уште една причина за видување, тоа е промоцијата на документарниот филм, а јас посакувам да се видиме и со други изданија на вашите
вашите мемуари, дневници или пак, не знам, раскази, поезија, она што можеби ќе почувствувате потреба да го споделите со јавноста. Многу ви благодарам за гостувањето и за искрениот разговор. Ви благодарам на вистина прекрасен разговор и се надевам исто дека ќе има прилики кога ќе се видиме повторно. Така, ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодариме вами за вниманието со кое што не следевте. Довидување.